Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Отворете ги вашите Библии кај Изреки, глава 21. Ке го читаме стих 22. Мудриот влегува во градот на силните и ја соборува силата, на која тие се надевале. Може би ке се сетите дека го читавме и накратко го обработивме овој стих и во претходната епизода. Причината поради која повторно го читаме е бидејќи сакам да кажам уште збор-два за него. Царот Соломон ни вели дека мудроста е супериорна во споредба со силата. Се разбира, тука станува збор за небесната мудрост која доаѓа од Бог. Царот ни вели дека некогаш не е потребна сила за да се освои утврден град, туку треба мудрост. Претходниот пат спомнав вистинска случка од историјата, која многу добро и сликовито го објаснува овој стих. Преди илјадници години се сметало дека градот Вавилон не може да биде освоен, бидејќи бил многу добро утврден и го чувале голем број луѓе. Но Гобрија, еден од највештите војсковоци на персиската војска, нашол начин како да влезе во градот и да го освои. Тој имал познавање од инженерство и архитектура и сватил дека има начин како да се влезе во градот преку каналот на реката која минувала низ градот. Познатиот француски император Наполеон рекол дека Бог е секогаш на страната на поголемиот батаљон. Но и покрај тоа, тој ја изгубил битката кај Ватерло. Наполеон имал голема војска со себе, но французите биле поразени, биле заглавени во калта и не знаеле како да се снајдат. Иако противничката војска навистина била повеќе бројна, сепак поразот на француската војска не се случил поради бројките, туку поради неснаодливоста. Низ историјата постоеле голем број царства и империи кои биле многу силни, но сите тие пропаднале. Мудроста е супериорна во однос на силата. Така вели царот Соломон. Стих 23. Кој ја чува устата своја и јазикот свој, ја чува душата своја од зло. Ова е добар одговор за сите кои се прашуваат како да се чуваат понастрана од злото. Соломон ни вели дека мора да внимаваме на јазикот и на устата, доколку сакаме да живееме живот кој му е угоден на Бог. Во неговото послание, Јаков им вели на верниците дека не смеат да си дозволат од нивната уста да излегуваат и лоши и добри зборови. Христијаните треба да бидат познати по тоа што нивните зборови ќе ги изградуваат другите. Ако сте верник и ако имате проблем со ова, барајте од Бог да ви даде само контрола и мудрост. На дрскиот силник името му е подсмевач. Дејствува со прекумерна дрскост. Овој стих е поврзан со претходниот, бидејќи во претходниот читавме за контрола на јазикот, а сега за подсмевањето и дрскоста. Бог ги презира подсмевањето и дрскоста, бидејќи на тој начин луѓето се презираат едни со други. Стих 25. Гладот мрзливиот го убива, зашто рацете негови откажуваат да работат. Мрзеливите луѓе треба да трпат глад, за да сватат дека никој не е должен да се грижи за нив. Кога ќе го почувствуваат звукот на празните црева, може би ќе се опаметат и ќе почнат да работат нешто. Стих 26. Тој секој ден гладува, а праведникот дава и не му е жал. Праведните луѓе им помагаат на мрзеливите, но тоа не значи дека се должни цел живот да го прават тоа. Помошта треба да биде привремена и да биде поттик за мрзеливиот да почне да работи и да се грижи за себе. Контрастот помеѓу праведникот и мрзеливиот е многу јасен. Едниот сака да дава, а другиот само да зема. Стих 27. Жртвата на безбожниците е одвратност пред Господ, зашто ја принесуваат со лукавство. Безбожници не се само оние кои не веруваат во постоењето на Бог, туку и оние кои живеат спротивно од Божјата волја. Тие мислат дека нивните патишта се исправни, како што се вели во Изреки 16:25, но всушност водат кон пропаст. Безбожните луѓе живеат како Бог да не постои. Да, некои од нив може би одат во црква и даваат пари на црквата. Но кога се надвор од црковниот храм, тие се господари на своите животи и живеат според нивните лични и себични правила и принципи. Се што прават во Господово име е одвратно во Божите очи.
Стихови 28 и 29. Лажниот сведок ќе загине, а човек кој говори она што знае, ќе говори секогаш. Безбожниот човек има дрско лице, а праведниот право оди по патот свој. Сетете се на моментот кога Господ Исус беше одведен на судење. Фарисеите и религиозните водачи собраа голем број лажни сведоци кои сведочеа против него. Навистина не сакам да сум во нивна кожа. Многу векови пред да сведочат лажно против него, Господ им откри преку изреките дека лажните сведоци ќе загинат. Во Матеј 26:59-60 пишува: А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус за да го погубат и не наоѓаа. И макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Но најпосле дојдоа двајца. Потоа, во 27:12-14 пишува: И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Тогаш Пилат му рече: Не слушаш ли колку сведочат против тебе? И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. Очигледно е дека противниците на Исус се обидуваа да направат се што можеа за да изградат посилен случај против него, но дури и самиот Пилат знаеше дека нешто не е како што треба. Во секој случај, поради упорноста, религиозните водачи успееа да го убедат Пилат да го предаде Исус за да биде распнат. Лажните сведоци можеби добија една битка, но ја изгубија војната. Стих 30. Нема мудрост, нема разум, нема совет против Господ. Ова е навистина посебен стих. Мислам дека истиот е објаснен на малку поинаков начин и во Новиот Завет. Слушнете што пишува апостолот Павле во 2 Коринќаните 13:8. Зашто ние сме силни не против вистината, туку за вистината. Нема мудрост, нема разум, нема совет против вистината, односно против Господ Исус Христос. Кога бев на факултет, либералното движење во црквите стануваше се посилно. И затоа ние, кои бевме поконзервативни во нашето разбирање на писмото, бевме под силен притисок да ја одбраниме вистинската христијанска вера. Еден од стиховите што нашите професори ни го повторуваа беше токму овој. И со тоа сакаа да ни постават цврста основа за нашите апологетски потфати. Идејата е дека Бог е вистина и дека нема потреба ние да го браниме, туку само да го објавиме онака како што ни се открил. Ќе продолжиме со читање на глава 21. Слушнете што пишува во следниот стих. Конјот го подготвуваат за денот на битката, но победата е од Господ. Давид, кој беше татко на цар Соломон, ги има напишано следните зборови. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое, дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Зошто Давид имаше таква смелост? Бидејќи знаеше дека Бог ќе го избави од неговите непријатели. Сетете се на царот Аса, кој му рече на Господ: Господи, не ли е во Твоја сила да им помогаш на силни и слаби? Тогаш помогни ни нам, Господи Боже наш, зашто ние на Тебе се надеваме и во Твое име излеговме против ова множество. Господи, Ти си наш Бог, да не биде човекот посилен од Тебе. Навистина е прекрасно да се има ваква вера во Господ. Војниците го подготвуваат конјот за денот на битката и треба да го прават тоа. Овој стих не учи дека ние луѓето не треба да се подготвиме или да планираме. Но во сето тоа треба да бидеме свесни дека Бог ќе има контролата над се и нашата надежда не биде во нашите планови, вештини и подготовки, туку во Господ Исус Христос. Глава 22. Со тоа доаѓаме до глава 22, која поради ограниченост со време, ќе мораме да ја поминеме малку побрзо. Стих 1. Подобро е добро име, отколку големо богатство, и подобра е благонаклоност, отколку сребро и злато. На што мисли Соломон, кога вели дека доброто име е подобро отколку големото богатство? Мислам дека станува збор за репутацијата и интегритетот на личноста. Сетете се на најдобрите војсководци на царот Давид. Тие беа луѓе кои изградија добро име и за нивните потфати читаме и во Библијата. Пример, во 2 Самуилова 23:20 пишува: Ванеја, син на храбриот маж Јодај, од Кавцел,
голем по делата, ги порази двајцата синови на Арил Моавски. Тој истиот слезе во еден ров и уби лав по снежно време. Потоа, во стих 22 се вели: ете, тоа го изврши Јеходавеовиот син Ванеја, и тој беше славен меѓу тројцата јунаци. Мудроста не учи да се стремиме кон тоа да имаме добро име, односно да имаме добра репутација и интегритет пред луѓето, а не само да се стремиме кон големо богатство. За жал живееме во свет во кој голем број луѓе сакаат само да се збогатат и во тој процес на богатење имаат придобиено лоша репутација. Со тоа го срамотат своето, а и името на семејството на кое припаѓаат. Ние како христијани имаме име со кое го представуваме нашиот небесен татко. Дали го оправдуваме името со кое се нарекуваме? Стих 2. Богатиот и сиромавиот се среќаваат еден со друг, и едниот и другиот ги создал Господ. Тоа значи дека пред Бог сите луѓе имаат иста вредност. Се разбира, тоа не значи дека сите луѓе се Божји деца и се спасени. Во Библијата не можете да ја најдете таа идеја. Писмото многу јасно не учи дека сите имаат иста вредност, бидејќи се создадени според Божјиот лик. Исто така, од Адам наваму сите се грешни во Божјите очи. Тоа значи дека сите луѓе се сосема исти, без разлика на социјалниот статус, бојата на кожата, полот и други фактори по кои се разликуваме. Тие нешта што сега ги набројав се надворешни фактори по кои се разликуваме и делиме, но во нашата суштина, ние сме Божји созданија кои му го свртеа грбот на својот Создател. Но преку вера во смртта и воскресението на Господ Исус Христос, ние ја имаме можноста да станеме Божји деца. Оние кои веруваат во Христос веќе не се само членови на човечкото семејство, туку и на Божјото. Во овој свет има само две семејства. Едното е Божјото, а другото е она кое му припаѓа на сатаната. Секој од вас припаѓа во едното или другото семејство. Може би е добро да размислите на кое семејство припаѓате, и ако се уште не сте дел од Божјото, денес е денот кога треба да поверувате во Христос и да станете Божјо дете. Стих 3. Умниот го гледа злото и го избегнува, а безумните одат невнимателно и тоа скапо го плаќаат. Сакате да бидете паметни? Претпоставувам дека сите што ја слушате оваа програма ќе одговорите со да. Супер. Во Библијата има совет за тоа што значи да се биде паметен. Паметен е оној кој е свесен за злото и прави се што може за да го избегне. Таквиот се грижи за својата иднина. Денес има многу осигурителни компании кои постојано ги охрабруваат луѓето да штедат за иднината. Немам ништо против тоа, но многу поважно од тоа е црквата да ги опоменува луѓето за вечниот живот, да им даде можност да се помират со Бог и да ја поминат вечноста во рајот, а не во пеколот. Паметните луѓе размислуваат на тие нешта, а безумните одат невнимателно и тоа скапо го плаќаат. Ќе ви споделам една случка од мојата младост, која мислам дека добро ја доловува поентата што сакам да ви ја пренесам. Кога бев млад, имаше еден период во кој живеев многу безбожно и воопшто не бев заинтересиран за Бог. Во тоа време во градот имаше еден пар кој беше многу познат. И едниот и другиот потекнуваа од богато семејство и во градот во кој живеев речиси сите зборуваа за нив. Еден ден, за време на еден јавен настан, дечкото ја запроси девојката и почнаа да планираат свадбата. Уште пред да стапат во брак, нивните родители им купија многу голема куќа. Младиот брачен пар имаше многу пари на располагање и затоа ја наполнија куќата со скап мебел. Нивната свадба беше најскапата што ја имам видено во животот. Веднаш потоа отидоа на меден месец во едно од најскапите места во државата. Но додека се возеле со колата, тие ја изгубиле контролата. Возилото паднало во провалија, се запалило и двајцата ги загубија своите животи. Години подоцна, кога Бог ме спаси, поминував покрај нивната куќа и си помислив во себе: толку време ја подготвуваа оваа куќа и не дочекаа да живеат во неа и да и се радуваат. Долго време поминаа во подготовка на свадбата и куќата, но не се подготвија за вечноста. Што е со вас? Дали вие сте подготвени за средбата со Господ? Како што можете да забележите, оваа глава е многу богата со мудри изреки и е доста практична. Стих 6.
Поучи го момчето во почетокот на патот негов. Тој нема да скршне од него и кога ќе остари. Ова е важен совет за родителите кои сакаат да ги воспитуваат децата во христијански дух. Ако имате деца кои се мали, сега е време да ги поучите на важните библиски вистини. Ако го сторите тоа, вие им поставувате добра и цврста основа врз која можат да го градат целиот живот. Стихови 8 и 9. Кој се е неправда, ќе пожнее зло, и прачката на гневот негов ќе исчезне. Милосрдниот ќе биде благословен, зашто им дава на бедните од лебот свој. Оваа идеја ја сретнав и во некој од претходните глави, само беше објаснета на поинаков начин. Стих 13. Мрзливиот вели: лав има надвор, насред улица ќе загинам. Мрзеливиот има многу изговори. Некогаш за него е ладно надвор и не сака да ора поради тоа. Какво и да е времето или околностите, тој има некаков изговор за да не работи. Но проблемот не е во околностите, туку во мрзеливоста во неговото срце. Стих 15. Безумието на детето му е приврзано за срцето, но прачката ќе го отстрани далеко од него. Потребна е дисциплина, но во сето тоа да бидеме внимателни, да не ги дразниме децата. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.